Христо воскресе и добре дојавте во мојот нов влог. Или мојот великденски влог. Значи, дечки, денеска ќе видите како јас го прославив бадникот, најако празникот Великден. Значи, ќе вапцаме јајца, мислам, више си извапцани јајцата, сега ќе украсуваме јајца, ќе идам во црква, ќе кршиме со јајца и све тоа, така да ќе биде многу забавно и вие не забравете да ставите лайк, субскрайб и да уđете за да можете да ме гледате видеото и поздрав до овие три души тука. Ако сакате вие да бидете поздравени во следното моето видео, пишете коментар, хештаг Христи Цеко. И да, дечки, значи прво што ќе правиме е ќе украсуваме јајца. Значи, денеска е петок, значи во недела е Великден, или во недела е главниот празник Великден, нели? Идеме ние сега да донесам некоја тура јајца, значи имаме две тури јајца, ќе донесам првата тура, да ги украсуваме тие јајца, другите ќе бидат неукрасени, така да, значи да имаме пола онака, и идеме ние сега, јас да донесам таа тура јајца, така да, идеме. И еве сме, дечки, со вапцаните јајца. Значи тука се јајцата, че сега као да ги ставам тука, чекај, тука ќе ги ставам, за да направам тука малце место да ги ставам. Оп. Јајца. Еве ги, дечки, јајцата, значи ќе помесам негде другите кадаро да не се гледа вако одоле буквално, така да ајде. Океј, ја наместив камерата подобро и еве тука ги имам украси, значи многу малце украси имам, буквално овие се одвани, еве овие вака, и имам уште една тура, еве вака овие, и исто така имам фломастер, нешто со фломастер ќе направиме, немам појма, така да идеме сега некои да украсиме и прво јајце сакам да направам прво Христи јајце, значи ќе видите сега, че имаме прво црвено јајце, значи вако црвено јајце, пусно онака малечко и многу силно е, така на малечките се многу силни и вака сега ќе направиме Христи јајце, значи знаете моето лого е вака, буквално го имате и на мојот профил буквално и идеме вака сега, само ќе го направиме, ова не ќе се бои ова, или не бе, не ќе се бои. Не, зашто е направено со зејтини, затоа мислам дека не ќе, немам појма. Чекај да видиме. Или може ќе сака некако, ајде сега ќе пробам, дечки. Иначе земав ваков сив, бидејќи немам црн фломастер, така да со овој сивот ќе бојам. Идеме вака, вака. Ево, дечки, вака изгледа, мада не личи нешто добро, али не е ни лошо реално, така да, ете, тоа е првото јајце и идеме сега уште некој јајце тука да направиме со овие украси, така да, прво ќе земам овој тука крст што е, вака, чекай сега, дали ќе сака да се, да, ќе сака, добро. Идеме сега да го одберам ова јајце тука, значи е тука едно плаво јајце, многу ме нервира ова тука што е, ама нема везе. Идеме сега, ево тука, ајде, сега дали ќе сака да се залепи убаво, мислам дека, еве го, да, еве го, најс, еве вака, изгледа мако тука доле не се залепи како што треба, ама мислам дека е добро, така да идам сега уште некој јајце, еве пример ова зелено ќе го залепам сега од овие други украси ќе земам некој, пример ова ливче тука што е, еве тука имам ливче како што може да видите и сега вака ова да го залепам, ете, значи еве го вака како изгледа. Идам сега ја уште малку јајце да направам и дап. Иначе, и нешто заборев, а тоа е спонзорот на ова видео. Знаете секогаш кога ќе излезе некоја реклама на YouTube и многу ве нервира, значи чекате онака превише време и ви се здосади, или кога слушате музика на Spotify и пак излезат уште две реклами и пак ве нервира тоа. И од секогаш сте сакале да купите премиум верзија од тоа, ама никогаш сте немале доволно пари. Епа, тука е rtv.mk или rfushop на Instagram, каде што имате YouTube премиум, Spotify премиум, Netflix и уште многу работи во помала цена. Ако сте заинтересирани, као што кажав, rtv.mk на Instagram и може да ги контактирате и да купите некои производи во помали цени. Така да, уште кажувам, rfushop, твојата паметна алтернатива. Да, дечки, тоа беше спонзорот на овој видео, сега можеме да продолжиме со со украсувањето на јајцата. Значи, следно јајце ќе биде ова виолето, како што може да видите, многу добро, ќе ставиме едно вакво срце. Еве, вака. Ете, само
погрешив, не требаше да ставам зејтин, требаше прво да ги ставам овие стикерите после зејтин, али нема везе. Идеме сега вака и сега уште неколку ќе украсам, ќе снимам таймлепс како украсувам и потоа ќе ви снимам како изгледаат буквално сите јајца, така да идеме. Еве дечки, значи како изгледат сите јајца, као што може да видите тука, и тука се наоѓа моето Христи јајце. Мислам дека се добро украсени, не знам, пишете коментар дали се добро украсени. Ми останаа уште малку тука украси, неќе сите баш да ги потрошам, бидејќи стварно не се лепеа некои украси, бидејќи се стварно многу стари. Сега ќе ги однесам таму и ќе ви покажам уште другите јајца како изгледат, и со така имаме јајцени мали јајца, сега ќе видите какви се тие, мислам следниот кадар. Така да идам сега овие да ги однесам таму и да ви покажам како изгледат другите јајца. Значи дечки, еве како изгледат јајцата, значи овие што ги украсував сега, како што може да видите. Тука се исто така и тие што не ги украсував, како што може да видите, и погодете од која животно се овие мали јајца. И еве сме дечки, нов ден или ноќе буквално, нема везе. Значи денеска е велика сабота и денеска ќе идеме во црква, значи сега уште саат време ќе треба да појдам во црква, не знам колку таму ќе ви снимам и дали ќе ви снимам воопшто, така да значи ќе идам таму со другарми, можеби другарми ќе опогажам во влогот ако сака да се покаже, така да следниот кадар најверојатно ќе биде кога ќе идем во црква, така да ние се гледаме таму. Еве сме дечки, појдовме полека, значи еве ги генгот. Овој неќе да се гледа најако. Мосле. Нема везе. Идеме сега на ке црква. Така да... Ти што снимаш? Па блица е уклучено, снимаме. Нема везе. Идеме сега на ке црква, носам тука јајца, носам све, така да се гледаме ние, не знам колку ќе ги снимам во црква, ако не, се гледаме од дома кога ќе се чукаме. Така да, ајде. Христос воскресе, дечки, официјално. Значи, приснидав јас дома и бев во црква, не ви снимав ништо таму. За жал, мислам, не треба ни да се снима тоа прво. Така да бидам јас сега дома и ние се гледаме са бајле, така да. Добро утро, дечки, добро дојдовте, мислам, Христос воскресе се кажува, али што ви кажав, така да, дечки, денеска идам јас на гости и не знам колку ви снимам таму, али тоа ќе биде, така да. Иначе не ви кажа вчера дека ми го скршија моето Христи јајце, за жал, така да више го немам, го изедов, така да. Иначе вчера исто така ни дадува вакви нешта, значи како што може да видите, вака и овде го има Оче наш, и ни дадува уште едно, значи еве тука уште една икона ни дадува, како што може да видите тука. Така да, јас само што станав. Ќе идам да се измијам, ќе идам да се средам, да се направам све и ќе идам на гости, таму ќе се чукаме со јајца, може ќе ви снимам нешто кога ќе се чукаме, немам поима, така да се гледаме ние последниот кадар. Ајде. Ајде сега. Ти го змечви. Ајде сега крши. Еве сум дечки моментално надвор, значи ова јајце е најако јајце, значи сите ги победив со ова, така да респект. И еве мац тука ќе покажам каква е природата. Значи еве како што може да видите, оп, тука е живеат кози што е најако. Така да, ајде така изгледа. Не смеам баш пу да се дерам да не ме слушнат овие, како се вика. Не знам како се вика, нема везе. Зашавам. Не знам колку ќе ви снимам и дали ќе ви снимам, али ќе правим исто така скара и ние се гледаме после или следниот кадар, така да, ајде. Шо убава природа. И сега ќе идеме дечки да правиме таа скара, така да, ајде со нас да ви снимам нешто, ајде. Оле. Ете дечки, видовте како се прави скарата, сега ќе треба да земам даска, бидејќи ќе правим исто така и салата. Така да, ќе помагам и ја, ќе сечам нешто, ќе правам, да не седам само, така да, ајде, идеме, сечам така да, нема да ви снимам нешто, така да, ајде.
Еве тука дечки моментално се меша шопската салата, не е уште направена бидејќи фали кромит, фали маслинки и сирење, мислам дека така да топ. Ја видите како меша. Многу мала вилушка имам. Няма се. И вака. Сега тоа не така. Nema veze, сега идеме ова да го несеме надвор, да ставам, треба да ставам уште сирење и кромит, а кромитот и сирењето е надвор и маслинки исто така, така да дап. Се гледаме ние. Гледајте колку убаво изгледа ова само, еј. И најверојатно ова е последниот кадар, леле косо ми е, добро ми е, не ми е лоша. Нема везе, ова е последниот кадар, мислам не последниот, предпоследниот кадар, бидејќи уште малку сега ќе се одиме, така да ние се гледаме дечки од дома. Опа, окей, значи, еве сме стигнавме дома, конечно, од гостите и мислам дека тоа би било тоа за овој влог, бидејќи реално немам друго што да снимам и пројде Великден уште малце, мислам утре ќе биде Велики понеделник, мислам дека така се вика, немам поима, али утре нема да правам ништо посебно, така да утре нема да ви снимам тоа и можам денеска да си го одијам влогот, така да ви благодарам што изгледавте и овој влог до крај. Се надам дека ви се допадна, а ние се гледаме во следното мое YouTube видео. Ао тогаш, чао!